благодарност уште еднаш за можноста да зборувам. Се наоѓам во владата на Република Северна Македонија, некој секако зборува своите интелектуални, но и професионални позиции во оваа ваша конференција. Секако дека има три значајни подтеми кои што ги опфаќате. Јас би зборувал за антинационализмот, за потребата на некој начин политика која што би биде антинационалистичка, но истовремено да направам едно ехо на значајната партиципација на колешката од Германија, затоа што зелените вредности, како што рече, треба да станат мејнстрим и тие се дел не само од идеолошките позиции на одредена политичка партија, туку тоа се просто општествени и државни потреби и во таа смисла јас со задоволство ќе констатирам дека зелените вредности се прифатени и во изборната програма на СДСМ, потоа стана и дел од владините политики и се имплементираат, така што заложбата за зелена енергија, за одржливи енергии, за фотоволтаици, за сите други видови на енергии кои што се здрави и се и наша преокупација. Гледаме дека исто така владата во соработа со Скопје ја има потребата за намалување на загаденоста и предвидува и имплементира многу мерки кои што треба да животот во главниот град од овој политички проблем. Како и да е, мислам дека во поглед на антинационализмот имаме една многу актуелна ситуација и повторно би го изразил задоволството и би укажал на тоа што значи кога одредена политика или одредена власт или одредена организирана структура решава да употреби или да не употреби националистички одговор. Имавме една ситуација на фрустрација, да речеме, по самитот на НАТО во Букуреш 2008 и тогаш власта реши да одговори со зголемување на националните сентименти. Видовме како одведе, овој пат премиерот повикува на стрштеност, а и не на конфликти, кога повторно имаме одредени политички недоразумења со нашите соседи. Ситуацијата и во Македонија е затегната и во таа смисла ние ја дизајниравме стратегијата за развој на концептот едно општество и интеркултурализам, која што има за задача да го елиминира говорот на омраза, да ја намали поделеноста меѓу населението, меѓу заедниците во земјата и воопшто да донесе и поголема социјална кохезија, а секако многу од мерките се однесуваат и на потребата од елиминирање на дискриминацијата и во таа насока е едно повторно на тоа што говореше нашата респектирана говорничка. Студиите кажуваат сите извештаи на меѓународните заедници, впрочем на меѓународната заедница на низовите институции, меѓудржавни или независни меѓународни организации и агенции, а секако да речеме и прегледот на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, кој што се случи во 2015 година, покажа дека постои една кревка меѓуетничка ситуација и дека заедниците немаат доверба меѓу себе, така што потребно е да се надмине таа ситуација, а анкетите покажуваат и дека и лично и на колективно ниво се уште граѓаните сметаат дека прашањето на меѓуетничките односи се важни и за државата и лично, повеќе од 80% од испитаниците одговорија за важноста на овие прашања.
Во таа смисла велам многу е битно како одредена организирана структура, дали е тоа политичка партија, дали е тоа клучна институција, ќе се однесува, какви пораки ќе праќа во јавноста и какви политики ќе одржува во перспектива. Ние веруваме силно дека треба политиките да бидат секако патриотски, но тоа значи во интерес на граѓаните, а никако не сватени во една тесна етнонационална исклучивост. И глобалните тенденции покажуваат дека односите а не само во нашите регионални ситуации, секаде во светот се поларизираат, се комплицираат, така што граѓаните од една страна се определуваат за ненационални, за одржливи, за прогресивни политики, и од другата страна имаме еден етнонационализам кој што оди дури во авторитари и популистички, во сегрегацијски, во исклучиви политики, и дека таа поларизација се движи во задржувачка насока, а пак велам она што би бил некаков мејнстрим, се обидува да се обедини и тука на некој начин и идеолошките разлики помеѓу традиционалната левица или десница се намалува, за разлика од тоа преовладува дискурсот на исклучивост на поделба, да речеме, и таа поделба фактички доаѓа од екстремно десните позиции, која што знае да го на некој начин да посегне, да го запоседне кампусот на без малку 50% од населението. Од тие причини велам, има премногу фрустрации, има премногу предрасуди, луѓето во ова современо општество знаат да паничат, знаат да ги обвинуваат другите за својата состојба, знаат да посегнуваат стереотипизација, говорните политики треба во целост општеството е плотна конструкција, општеството е однос на моќ, тоа е наратив кој што се создава и во таа смисла употребата на зборовите или употребата на стереотипите кога доаѓаат од луѓе кои што носат значителна позиција на моќ или власт или одговорна функција во општеството, во државата, во институциите, таа може многу да одекне. Во таа смисла не е всеедно какви зборови ќе употреби представителот на Македонската академија на науките и уметностите, какви пораки ќе упати опозицијскиот лидер, какви пораки ќе упатат професорите од факултетите. Еве гледате каква колумна и каков став напиша деканот на филозофскиот факултет во Свети Климент Охридски во Софија, така што се значи и тоа влијае врз општеството и врз намалувањето на конфликтноста. Велам да се вратам повторно, ние дури ја имплементиравме нашата стратегија, поаѓавме од тоа дека, односно ја креиравме, поаѓавме од тоа дека меѓуетничката поделеност во државата е голема, но истовремено меѓународни и домашни организации, невладени организации, институции ни покажуваат да внимаваме и на меѓупартиската поделеност, бидејќи и таа многу постои во општеството. Сега проблемот со таа меѓупартиска поделеност е тоа што не само што се сведува на тоа дали одредени луѓе имаат или припадници на одредена партија доаѓаат до позиции, до функции, до одредени привилегии. За жал, таа партизација во македонското општество се повеќе значи дека има и интраетнички конфликт, и тоа не е добро, затоа што повторно во оптек се обвинувањата за предавство, користење на погрдни зборови или изрази за дефамација,
така што и оние формални или неформални центри на МОК кои што ги стимулираат поделбите внатре во преку етничките линии, треба да се дестимулираат. Во таа смисла, нели, повторно велам како зашто сакаме да пратиме јасни пораки, така што на сите церемонијални или протоколарни обележувања на историски настани гледаме да има висока државна делегација која што нема да биде да шири подвојување, нема да шири исклучивост и нема да го продлабочува и меѓуетничкиот и внатреетничкиот